расправаме кога и дали е можен датум за избори во наредниот период, меѓутоа колку сето тоа зависи од резултатите и анализите што ќе ги направат епидемиолозите. Затоа како што најави во студиото се аналитичарите Сашо Клейковски и Никола Спасов, ви благодарам што сте во топ тема по подолго време, затоа што досега не анализиравме вакви теми. Меѓутоа, најпрво струга го вклучувам заменика министрот за здравство Армен Таслани. Заменик министре, доколку се слушаме, вие сте на Скайп, се наоѓате во струга. Меѓутоа, денеска вест на денот е, барем онака како што ние неофицијално дознавме, дека полицискиот час ќе трае до 23-24 мај, тоа го дознаваме неофицијално. Дали всушност за тоа е разговарано и тоа ќе биде предлогот до владата кој ќе биде доставен утре пред лидерската средба? Добро вечер, поздрав за вас, поздрав за присутните во студиото и за вашите слушатели. Сега, најпрво во однос на мерките, тоа што од денеска се дискутираше од Комисијата за заразни болести и од експертите, и според статистиките кои што освен на дневна основна и дневни информации кои што се анализираат и според бројките, кои што во одреден период знаеме дека беа под 5% бројот на заразени во однос на бројот на тестирања. Но сепак имавме пред 2-3 дена еден број кој што можда инцидентално порасна и сега во наредните денови исто така имаме број кој што вчера беше 5,7%, а според денешниот број од 145 тестирање имаме 14,5% бројот на заразени. Комисијата не донесе заклучок дека треба да оди информација во главниот кризен штаб и понатаму и во владата за тоа мерка за продолжување на полицискиот час. Туку тоа што се дискутираше денеска е врз основа на протоколите, врз основа на тие клучни компоненти за кои се и направени и фази за истите, како во однос на Заводот за рехабилитација, во однос на автошколите, во однос на спортските тренинзи, кои што ги исполнуваат условите и во најкраток можен период ќе почнуваат да ги спроведуваат нивните активности. Господине Слани, само да ве прашам, дали вие одлучивте дека до 23 мај нема да има промена на полицискиот час заради ова што го наведувате? Еве, може и режијата да покаже, например, и сами рековте, од 145 тестирања потврдени беа 22 нови случаи на ковид денеска, во неделата беа направени 275 тестирања, потврдени беа 20 нови случаи, во саботата направени исто така потврдени на 30 случаи, значи бројката не паѓа над испод 5%, туку е повеќе од 5% последователно, што значи дека ако е така, не може да биде предложено да се укинат мерките. Апсолутно. Тоа сакам да објаснувам дека од стручните експерти и од комисијата немаме ние таков заклучок дека од тие датуми што вие ги спомнувате дека во тој период ќе почне со укинување на полицискиот час и со олабавување на другите рестриктивни мерки. Туку засега остануваат во сила мерките кои што се преземени и истите да се почитуваат. Меѓутоа имаме неофицијално дека е разговарано да почнат да работат рестораните и моловите. Например, да бидат отворени од 10 до 18 часот, во рестораните да бидат отворени терасите со нормално одржување на физичко расстојание од 1,5 до 2 метри, квадратурата, оддалеченоста на масите и слично. Дали воопшто разговаравте? Повторно ќе го споменам тој датум од 24 мај, веќе да има, како што рековте и вие, можеби селективно олабавување на мерките во одредени сегменти, автошколите, моловите, рестораните, онаму каде што мислите дека може. Дали дадовте една таква конкретна препорака? Сега вака, прво да ве известувам дека сите информации тука се анализират, а тоа што иде во дневна основна, од терен, од
од цела Република Северна Македонија, но исто така клучно ние да ги исполниме некои услови кои што ни се предлагат од Светската здравствена организација во аспект на јавноздравствени епидемиолошки мерки во однос на капацитетите на здравствениот систем, во однос на увидот за однесување на популацијата, социјалните, економските импликации и така натаму. Но прво да расчистиме дека треба да даваме одговор дали епидемијата е ставена под контрола, дали нашиот здравствен систем е во состојба да се справи ако имаме повторно појавување на случај кои што можат да следат после олеснување на мерките. Дали системот на надзор на јавното здравје може да открие и да управува со случаите и со нивните контакти и да идентификува повторување на случај. И во склоп на сите овие протоколи, овие критериуми, комисијата одлучува врз база на статистиките. Како што назначив дека освен на дневна основа, истите сега би требало на повеќе денови неделно да се анализират, па да наидеме на некој заклучок и конкретен датум дали би отишле на втората фаза во конкретниот случај, како ги спомнувавте, кафетериите, рестораниве, од друга страна хотелските објекти, јавниот превоз, меѓународен и така натаму. Но сето тоа нема дефинитивен датум. Тоа што се дискутира во комисијата е врз основа на податоците и врз основа на статистичките бројки кои што како што реков и на дневна основа, па сега и на неделно би се анализирале и би се донеле некој заклучок и некој датум, но претходно врз тоа што набројав дека треба да се исполнуваат некои глобални критериуми за истите да се спроведуваат и таква информација да отиде и до главниот кризен штаб, па понатаму и во влада. Војведа, например, во Тетово се зголемува бројот на заразени, денеска плюс 7, во неделата имаше 12, вкупно има 116 случаи, таму расправаше кризниот штаб и веќе беше најавено од Караџовски епидемиологот дека увид ќе има на терен, ќе има инфектолог, представник на Министерството за здравство, државен санитарен и здравствен инспекторат и ќе одат на увид во Центарот за јавно здравје да видат зошто е тоа така. Дали вие како заменик министер имате одговор зошто се зголеми бројот на заразени во Тетово и што всушност се случува таму, зошто е покачен бројот? Пред 2 дена, заедно со координаторот на Централниот кризен штаб, заедно со раководителите во Тетово, бевме и на лице место и таму одблиску ја гледавме и ситуацијата, све што таму се однесува од аспект на тоа што дента имавме и поголем скок со 12 позитивни нови случаи, така што вчера имаше 2, така што денеска има 7 и во склоп на тоа дека имаме и зголемена инциденца која што беше под 50, но сега таа инциденца е 55,1 за Тетово. Да спомнувам дека кластерите се 3 кои што се најдени, идентификувани, епидемиолозите работат на терен за контактите, но пак ќе давам апел да се почитуваат мерките, бидејќи сето ова што се случува и на која што имаме ние раст на бројот на заразени е како резултат на контактите и во некој случај и на непочитување на мерките. Но за среќа моментално здравствените работници ја вршат нивната работа, се во терен, ги исконтактирале пациентите, но понатаму следи само да се почитуваат мерките и да нема пропуст како од граѓаните, бидејќи само тие се делот кој што би можеле да и помагат и на здравствените работници за подобро да се справуваме со ова ситуација. Вие сте во Струга, таму веќе се врши истражување, односно локалната полиција го повика старешината на црквата Свети Ѓоргија во Струга за литијата која неодамна се одржа и тој вели дека
настанот бил пријавен во локалната полиција, дека ги повикувале со владиката Тимотеј верниците да не излегуваат на Литија, но тие спонтано тргнале. Со оглед на тоа што се дели од тамошниот кризен штаб, дали бевте известени воопшто за вакво нешто и какви мерки се превземаат во Струга, дали нешто превентивно ќе се случува за да не дојде до ситуација можеби на зголемен број на случаи заради овој ризик што настана за непочитување на мерките за време на Литијата? Сега прво да нагласам дека вчера исто така имавме една конструктивна средба како со кризниот штаб во Струга, заедно со представникот МПЦ, од ИВЗ и координаторот на Централниот кризен штаб. Како Министерство за здравство, прво да истакнам дека се грижиме за здравјето на граѓаните и единствен врвен приоритет и апелираме за почитување на мерките од страна на сите чинители, зашто само така со активно вклучување на сите чинители можат сите досегашни мерки и заложби да дават и резултат. Бидејќи сето тоа што досега функционираше, очекуваме да функционира и во наредниот период. Но сакам исто така да спомнувам дека имаме една стратегија согласно со сакам уште да докажам дека Министерството на здравство не е истражен орган. Туку за другите како предмет ова ќе биде на располагање за другите институции. Така што јас сепак ќе апелирам на тоа дека доколку недостасува и само една алатка од тој зинџирот, само еден дел од да се скине од сите овие преземени мерки и активности, може ние да се спроведуваме во една ситуација каде што Струга може да ни биде и ново жариште со зголемен број, но од епидемиолошки, од стручен аспект, исто така следиме будно ситуацијата и на дневни информации, бидејќи резултатот може да го видиме после 8 до 10 дена дали ќе имаме некој скок на заразените или пак не. Кажете ми, од утре ќе отворат и џамиите за молитви. Каков е вашиот апел до верниците? Можно ли е да се одржи таа физичка дистанца во џамија и да не се доведат во опасност верниците кои ќе одат на молитва таму? И дали пак треба да се воздржат, можеби и понатаму молиците ги прават од дома? Сега вака, во однос на тоа вчера имавме и представник од ИВЗ и од протоколот нивни како институција, тие ги имат преземено сите соодветни мерки и според тоа ќе се одбива и нивната молитва. Сега, од тие 5 молитви во текот на денот, остануваат само 2 да се одбиват во џамиите, бидејќи другите се опфаќат во период на полицискиот час. Но од друга страна, мислам дека тие се во координација и со другите земји во регионот има еден протокол кој што само ако се почитуваат сите мерки кои што се пропишани на тој протокол за социјална дистанца, за носење простирка, за носење маски, да се користат повеќе надворешниот простор од џамиите. Сето тоа ќе може со успешно почитување на овие мерки, мислам дека сето тоа ќе може да се спроведе и клањање во џамиите. И за крај, со оглед на сето ова, дека не паѓа бројката на заразени под 5% од тестираните, тетово се зголемува бројот на заразени, ќе се отворат џамиите, ќе видиме какви ќе бидат резултатите од Литијата. Дали може да зборуваме за датум за избори? Утре има лидерска средба. Ве прашувам прво како доктор, а од друга страна сте и политичар, затоа што функцијата ви е заменик министер за здравство. Сега, ако зборуваме стручно,
јас како доктор секогаш главен столб би бил комисијата и експертите и тие имаат стручно мислење и стручни постапки. Така што дали ќе има простор за избори од лидерската средба, јас само ќе нагласам дека сето тоа ќе треба да се дава еден заклучок од комисијата, која што понатаму би требало да се проценува од кризниот штаб, од владата и од лидерите. Добро, како доктор, што би им препорачале на колегите политичари? Моментално, според овие бројки, мислам дека и според комисијата, мислам дека во нареден неколку дена не би можело истото да се спроведува. Но сепак, ако имаме дневни информации во тек на наредниве недели, за една, за 2 недели, и врз основа на тие статистики и тие истражување, ако овој број на 14 дена е под 5%, мислам дека тогаш би имале простор да се разговара на ова тема. Ви благодарам многу што се вклучивте вечерва во топ тема и за овој разговор. Се надевам дека бројките, еве барем заради здравието на луѓето, ќе бидат помали, меѓутоа факти да не предизвикуваме ново ширење на заразата. Благодарам што вечерва бевте дел од топ тема и што ни се јавивте од Струга. Благодарам што ме поканивте. Пријатно. Пријатно. А во студиото се враќаме со нашите аналитичари Никола Спасов и Сашо Клековски. Го слушнавме заменик министр за здравство Армен Таслани. Сите се повикуваат на тоа какви одлуки ќе донесе комисијата следејќи ги бројките. Бидејќи вие работите со бројки и ги следите состојбите на бројките во анкетите најчесто, меѓутоа и овој пат можете да анализирате врз основа на бројки. Клековски, дали сметате, а не сте епидемиолози, ние ги покажавме затоа и на тело бројките да видиме дека се покачени, без оглед дали се направени 167 тестирања или се направени над 200 тестирања или слично, секогаш бројката не паѓаше под 5%. Сметате ли дека во вакви околности воопшто треба да се разговара на лидерска средба за датум за избори или би се одложило со оглед на тоа што во моментов никој не може да каже дека епидемијата се стишува? Значи имаме три процеси кои се вкрстуваат помеѓу себе. Една е пандемијата, вториот процес е рецесијата и третиот е политичкиот процес или фактот дека не имаме распуштено собрание и одредена нејасна зона околу начинот на одлучување во една таква ситуација, земајќи во обзир дека имаме техничка влада. Двата фактори, пандемијата и рецесијата, не се про избори, условно да кажам, значи не фаворизираат брзи избори, за разлика од ова политичкиот процес кој бара расчистување на таа сива зона во која се наоѓа вонената состојба, техничката влада и другите, распуштеното собрание и така натаму. Оно што најмногу ми зарадува од излагањето на заменик министерот е дека имаме критериум за пандемијата, а тоа е 14 дена да бројот на позитивни тестови од вкупниот број на тестови биде под 5%. Ово многу ме радува бидејќи имаме критериум. Мене не ме радува што е само еден критериум, ќе кажам зошто. Меѓутоа има некаков критериум на кој можеме да се потврдиме. Значи ако тоа е споставено како критериум, ние можеме да говориме за сите други работи откако ќе го исполниме тој критериум. Ќе спомнам, во Америка има воспоставено малку повеќе критериум, да се намали вкупниот број на слични на грип заболувања во 14 дена, да се намали вкупниот број на заразени од ковид, докажани заразени во 14 дена и да се намали, да биде во намалување бројот на позитивни тестови во вкупно тестираното, за да се дојде во фаза 1. Фаза 1 е само отварање на економијата, на работни места, кај нас е тоа веќе во најголем дел отворено и на работа и дозволување на групирање до 10 луѓе и многу рестриктивно работење на други работи. Значи да не се патува без посебна причина, да бидат затворени заедничките простори во компаниите и така натаму. Па после уште еден период да помине, па да се влезе во фаза 2. Меѓутоа факт е, како што рековте кај нас, дека главен критериум е дали ќе се намали бројката 5. Германија усвои други стандарди да има под 50 на 100.000 активни случаи. Тоа кај нас би било на 2 милиони жители
под 1000 активни случаи, тој критериум ние го исполнуваме. Ама Германија може да си го дозволи тој критериум, затоа што има здравствен систем, значи мора да има и други критериуми. Има здравствен систем кој можеби може подобро да се справи и има економија што може подобро да се справи. Со оглед на тоа што Спасов е поставен еве овој критериум и ќе се следи состојбата, факт е дека од друга страна лидерската беше веќе однапред најавена за утре. Прашање што воопшто ќе разговара за избори кога епидемиолошката состојба и овие проценти се вакви какви што се. Јас искрено мислам дека дури би одложиле, можеби ќе направите некоја нова лидерска средба по следењето на состојбата од епидемиолозите, меѓутоа еве вака како што е состојбава, не ветува многу дека може 14 јуни да биде одреден како датум за избори. Не мислам дека 14 јуни беше поставен за да биде датум за избори, мислам дека е тоа некој датум од кој што ќе почне да се разговара за избори. Можеби 14 јуни е прерано, тоа ќе видиме. Мислам дека лидерската утре меѓу другото ќе има за цел да се донесе некоја можеби заедничка одлука или некој заеднички критериум или нешто што заеднички ќе се согласат сите партии, а тоа е во однос на изборите, можеби критериумите, ако критериумите секој ќе ги наложи Комисијата за заразни болести, меѓутоа мислам дека е добро да се види кои се ставовите во однос на одржувањето на изборите и добро е да се донесе некаква заедничка одлука барем околу тие некои основни параметри за кои што сите треба да се согласат. Видовме дека повеќе од партиите, односно сите партии се согласуваат дека здравјето е на прво место и верувам дека сите водени од таа девиза, од која што сигурно нема да сакаат да си загрзат сопствената позиција, ќе донесат утре некоја одлука. Така да тој аспект таа лидерска не очекувам да донесе конечна одлука утре. Мислам не би било чудно да се излезе со датум за избори, можеби ќе се излезе, не знам, меѓутоа вака како што сега стојат работите не верувам и веројатно ќе се даде уште еден период, ова што го кажа заменик министерот и тоа што го кажуваат генерално и епидемиолозите, да се види како да се земе просекот во последните 14 дена. Бидејќи видите овие 3 дена што има пик, не мора статистички да значи многу, дека не се види барем во таа 14-дневна фаза во која што се бара тој просек да видиме дали колку биле заразени, односно кој бил тој просек на заразени. Добро, Караджовски кажа дека можно е да е тоа резултат на движењата за Великден и за 1 мај, па тој бран ако се надмине можеби. Значи затоа кажувам, мислам дека на подолг крок малку се анализира таа крива, значи кривата ако се анализира од самиот почеток јасно е дека имаме пат на таа крива, сега има некоја да речеме повторно не раст, негодење во рамна линија и малку покачување и ќе видиме кај нив веројатно они најдобро знаат кога тоа се може да се каже дека стварно имаме повторен раст или е тоа само моментална варијација во овој момент. И од тој аспект гледам дека сите се воздржани поприлично во моментов да потврдат дали ова реално тренд, дали ова реално нешто што е моментално што можеби ќе помине. Кликовски зошто тогаш би лицитирале со датум одредени партии се само најави 14 како бројка, да и тоа дали се служувате дека е појдовна точка само за отварање на дебата за можниот датум. ВМРО ДПМН вели дека секако дека тоа е избрзано, дека тоа не би требало да се дозволи. Кога се донесе одлука за одлагање на изборите на 12 април, ја тоа го поздравив тоа, пошто го стимна притисокот од политиката и од дневно-партиските интереси врз одлучувањето на Комисијата за заразни болести, која мора да биде поставена на стручни критериуми. Лицитирањето со датуми не е многу умно во оваа ситуација, пошто создава притисок. Мене многу ме задува прилогот со заменик министерот, пошто покажува решеност да се истрае на епидемиолошките јавноздравствени критериуми, да не се потпадне под дневно партиските лицитирања со датумите. Зашто изборите не се толку едноставна операција. Ако дозволиш, ќе кажам неколку елементи. Прво, изборите треба да ги спроведе јавна администрација. Најголем дел од јавната администрација работи од дома во моментот. Значи, ќе треба некоја одлука за враќање на јавната администрација на работа. Второ, ќе треба да се разгледат условите за физичко дистанцирање, бидејќи на изборните места има најмалку 5 члена од избирачките одбори и најмалку 3, 4, 5, 6 посматрачи, кои ако останат правилата како тука за физичко дистанцирање, ја не знам на колку избирачки места ќе има услови за да се обезбеди дистанца од организаторите и наблюдувачите на изборите, не од гласачите. И ако не врне може надвор ќе биде. Трето, дали ќе носиме маски, ако е задолжително носење на маски во затворени услови, пошто јас секако не ќе можам да обезбедам дистанца од 2 метри.
во идентификацијата и слично. До собирањето. За мене е најпроблематичен. Во моментот имаме забрана за собирање повеќе од двојца. Кривично дело, ние сме тројца тука, кривично дело е петорица ако се соберат. Ние колку да има забрани, за изборите се покажа, се сеќавате и СДСМ и ВМРО-ДПМН и ДУИ и Алијансата има големи партиски собори, откако веќе беше донесена одлука да нема. Дури имавме случај на еден партиски собор да има еден доктор кој веќе беше позитивен на ковид, на корона. Значи мислам дека мора да сватиме колку многу работи ќе покренат изборите и во јавна администрација, и во партиите, и во општеството, за да го преземиме тоа како ризик, пошто за мене е тогаш многу лицемерно да коментираме дека ќе се отвориле црквите, џамиите на 12, а планираме избори на 14. Па јас сум сигурен дека во џамиите има повеќе постојни услови за заменикот кажа дека ти имаат одреден протокол, меѓутоа за дистанцирање. Да, ова што го вели Клековски, сепак се дилеми, навистина дали ќе се одржи дистанца, дури е прашањето како одихир опсе би дошле тука, ако треба да бидат во самоизолација, границите не знаеме кој ќе ги отвори. Ако не работат хотелите, ако не работат рестораните, дури ако да не работат аеродромите, прописот дека странци мора да бидат да ги почитуваат тие мерки, тогаш тоа важи за сите. Значи, навистина отворени се многу прашања во моментот, за да може ние толку бргу, макар било тоа и на крајот на јуни, да сето таа слика некако далечно изгледа од оваа перспектива. Јас искрено самиот чин на гласање го гледам како нешто што реално може да се организира, бидејќи тоа не е условно во зависност сега од просторите треба да се направи анализа голема на тие сите избирачки места и така натаму кои услови ги имаат. Некој треба и да ги посети и да направи попис и да измери растојание. Мене искрено повеќе ме загрижува кампањата како организација како таква, бидејќи ние знаеме дека самиот чин на гласање, маркетите имаат прилично добра организација, банките каде што е реално многу сличен начин на влез-излез и некако го замислувам сега дека тоа е нешто што можеби со добар протокол може да се организира при тоа да биде релативно безбедно. Значи чинот на гласање е една работа, меѓутоа кампањата како таква реално е проблематична. Значи ако имаме кампања во која што се уште важат истите правила кои што важат сега, тоа значи дека таа целосно менува својата динамика. Значи ќе биде многу тешко да се контролираат партиите дали колку ги кршат правилата на собери, дали колку ги кршат правилата на одење можеби врата до врата, дали колку прават друг тип на партиски активности кои што многу често се во форма некакви собери или одење, седнување со луѓе, тогаш динамиката на групирање не само меѓу гласачите, него и бизнисите и сето друго е многу поголема. Општата мобилност ќе се зголеми. Општата мобилност е голема и потребата на зближување на луѓе е многу поголема. Чинот на гласање днента ја од ова вака како што гледам дека сега во момент имаме организација на голем дел од установите кои што работат, така и споменав маркети и така натаму, мислам дека ако со време се фати може дури да се организира така за да биде. Единствено што може времето на гласање да е недоволно заради тоа што ма и тоа може да се продолжи до 9 на пример за да има повеќе простор да излезат луѓето на гласање и така натаму. Значи не е толку мал проблем, значи многу поорганизирани држави од нашата го направија тоа на сосем различен начин. Значи има две земји кои се високо организирани, кои има избори, Германија имаше локални избори и гласа по пошта. Невозможно. Да, тоа ми беше следно прашање дали е возможна таква организација. Невозможно сега. Не тоа фундаментално. Или пак имаше денеска предлози од дома да гласаат. Електронски немаат се виде преку децата и школите. Јужна Кореја направи нешто што може би е применливо, не сум експерт за изборниот законник. Значи они дозволија 3 дена пред денот на избори гласање. Со цел да се растрети притисокот на избирачките места, како што има нели претходно гласање кај нас за затвореници, болни, изнемошни и така натаму. Да одредени категории на старост. Не, они едноставно дозволија во повеќе денови, пошто таму мислам не е дозволено гласање по пошта во Јужна Кореја и ги спроведа. Меѓутоа Јужна Кореја е една од првите земји што ја стави пандемијата под контрола и техничко, технолошки многу пософистицирана. Што прават со гласовите третиот ден, првиот, вториот и третиот? Да не кажеме за гласање по пошта колку содлужи ќе има. Секоја операција од било која што ќе измести редовната операција ќе си донесе своји ризици кои што претходно не сме можеле да ги предвидиме. И дали имаме време да ги предвидиме? Дури да се изборите еве и на 5 јули, дали мислите еве од утре веќе да нема
5% да се 5%, дали ние воопшто имаме време сето тоа да го организираме? Не знам, значи навистина како што кажа Кликовски, не сум ја баш експерт во Ево организација ќе на баја избори. измени на изборниот законник, Значи ние имаме време за законот избори. веројатно имаме време да се треба да се провери, не ги знам сите постапки, сега да не импровизирам, а меѓутоа во основа тоа треба да го кажат надлежните. Јас мислам дека ако е све во регуларна постапка, односно со истите правила и закони кои што важат и во регуларно време, тогаш претпоставувам дека има, бидејќи тоа е веќе една воспоставена пракса и веќе мислам дека можеби доколку треба да се направат измени некакви, односно адаптации, дали да биде тоа со дистанција, дали биде тоа со часот на гласање, веројатно ќе треба време да тоа да се организира, да се предвиди што тоа може да донесе. Значи дали може све да се предвиди каков тип на проблеми или па евентуални злоупотреби можело таквата промена да донесе. Така да мислам дека просторот времето е кратко и многу ќе зависи од тоа што ќе се случува во наредните денови, односно дали ќе се излезе со некој заклучок дека ова било варијација или некој тип на продолжение. Доколку стварно се почне да продолжува интензитетот да расте, ќе биде многу тешко да се донесе таква одлука. Сепак партиите и комисијата првично, а потоа и партиите ќе треба да донесат една одлука која што ќе биде во интерес на здравјето. Се види дека земји како Германија, кои што попуштија со мерките, многу брзо им се врати покачен број на заразени. Денеска веќе имаме една таква вест дека во Германија по олабавувањето на мерките се врати, вториот бран може да се врати. Морам да кажам дека ние имаме малку шашава ситуација која споредуваме Македонија и Германија и Италија, например, пошто сите бевме во локдаун, не знам како на македонски би се превело во затворени, ама бевме затворени на поинакви начини. Значи, во Македонија имаше полициски час, кој беше прилично сеопфатен, рестриктивен. Од друга страна, многу голем дел од бизнисите функционира несметано. Значи, ние имавме лични бизниси како фризер, козметичар, кои не беа затворени со уредбите. Ни една од големите фабрики не беше наложено да затвори. Во Италија, во Германија беше обратно, немаше полициски час, ама се беше затворено. Значи не беа затворени само да кажам рестораните, кафеаните и музеите и училиштата секако, туку беа затворени и све спрема токувањето на таа земја и таа држава во неосновни Да, меѓутоа Кликовски и до менталитетот е кај нас не беа затворени работи што може да се контролираат. Затворени се оние работи што не може да се контролираат, а тоа е популацијата која што очигледно според резултатите излегла и се дружела можеби повеќе на Великден и на 1 мај, па сега имаме можеби заради тоа изголемен број на заболени. Зборувам дека кај нас прашање е колку народот чувствува потреба да биде дисциплиниран, како што е во Тетово. Еве во Тетово се покачи бројот затоа што вели заменик министерот. Не се можеби почитувани правилата, не е носена маска, не е дистанцирано. Затоа сме неспоредливи со менталитетот на германците. Имаше една неспоредливост. Од целата ова критика како се несуваме, ние се уште имаме пер капита помалку и заболени и починати, значи цела Источна Европа, од Хрватска до Полска до Грција, имаме со се Бугарија, имаме подобри резултати во бројот на заразени и умрени од Австрија од Германија. Не подобри од Словенија, да речеме, подобри од Словенија има највисока смртност. Не, значи зборам за блокови, значи морам да кажам дека ние кога се перципираме себе си како неодговорни, недисциплинирани, вакви, онакви, а се уште бројот на заразени плюс во Словенија заврши и се во втора фаза. Има многу фактори, значи степенот на мобилност во Западна Европа е многу поголема него што е кај нас. Например, тоа е една причина. Значи второ што има друга причина која што во нашиот делови социјалистички, екс-социјалистички земји има здравствени системи кои се по-адаптирани и побрзо се мобилизираат во случај на вакви, бидејќи се уште претежно под јавно здравје и побрзо се менаџираат во вакви услови. Сега тука има низа други фактори кои што влијаеле на тоа. Јас мислам дека нашата земја постапи одлично и од почетокот ја менаџираше кризата одлично до сега. Целата и тоа можеше генерално да се види
со навремена реакција со земјите во регионот и генерално се движеа работите прилично слично. Се согласувам дека многу сме слични со Србија, особено по мерките. Една недела пред нас беа со сите мерки. Ама видите, повеќето земји, не само Србија. И беше пресликана ситуацијата од Србија, па сега се пресликува и со изборите и таму решаваат. Не сум сигурен, значи ако ги следите другите земји ги зема горе доле со не може да е одлична власта, народот бил недисциплиниран. Не мислам, не реков дека одлична власта. Реков дека мерките и начинот на кој што се менаџираше кризата и начинот на кој што се носеше сето тоа беше добро и даде резултат. Значи тоа не верувам дека некој го спорува да граѓани, значи кои не излегуваа за политички час, кои не беа недисциплинирани, туку се придружува. Согласувам, значи меѓутоа ние не се во момент не можеме да тврдиме која е причината за плюс 20 случаи. Така треба да влеземе во секоја епидемиолошка анкета поединечно да видиме дали е тоа домашно, дали е тоа. Доброто е што ги знаат кластерите. Јас она што можеше да се примети е дека во моментот кога се опушти или во еден момент кога се пласираше во јавноста теза дека веќе го надминуваме пикот, дојде до сериозно олабавување. Да дојде во јавноста и сериозно, значи со сега реално по интернет слики и така натаму за во голема мера непочитување на мерките на многу места, вклучително и групирање, вклучително и она што беше во Струга и така натаму. Значи имаше реално се осети дека луѓето веќе почнаа многу порелаксирани. Мислам дека тоа е колку тоа е влијало точно, секако не можеме да кажеме. Меѓутоа е индикатор дека утре со уште поголемо волување може да дојдеме до. Ама тоа е истовремено, значи вака во однос на изборите. Ние пандемија ќе имаме уште многу долго. Добро, значи, нема да видиме прва земја во светот што ќе реши короната. Рецесија ќе имаме исто така многу долго. И избори треба да имаме. Значи ќе мора во еден момент да се одлучиме кои се критериумите. За мене ми е многу битно да се одлучиме за критериумите. Мојата теза е дека ние ќе имаме понатаму проблеми. Зошто? Една од причините за зголемената дисциплина последните неколку дена не е само затоа што се подобри резултатите, туку и затоа што долго бевме затворени. Значи, англичаните која носеа прогноза од кога до кога да ги затворат училиштата, економијата, водеа сметка колку долго може луѓето да издржат затворени. Пошто после тоа почнуваат да се јават други проблеми, не само економски, туку почнуваат јавноздравствени проблеми да се јават од депресии, од насилство. Така натаму и така натаму. Значи, ние не можеме да очекуваме, ние треба да очекуваме одговорна јавноздравствена политика во која ќе има периоди на олабавување и ќе има периоди на затегнување на мерките во основа на објективно поставени критериуми. Да. Некои криви, убаво да има неколку криви, неколку податоци што ќе се следат и треба да лека по лека се навикнуваме. И јас затоа не заговарам неограничено одлагање на изборите. Добро, кај вас кој би бил реален датум откако ќе се стабилизира состојбата, затоа што и не можеме да работиме вака без собрание, ке уредбите кои се донесени од владата ќе престанат да важат затоа што ќе престане да важи во уредната состојба. Значи ние имаме и правни елементи заради кои мора да се одржат изборите. Значи мене ми е важно да пошто ние во моментот имаме спрема мене едно расуло во примената на локдаунот, затоа што има во врвот на владата и по општините веќе несогласување што и како да се прави. Имаме индивидуални примери на одговорни функционери кои ги кршат мерките. Мислам дека многу е поважно на лидерската средба партиите да се договорат дека ќе има избори кога и да се договорат и дека ќе се придржуваат на безбедносните карантинските протоколи што ќе бидат неопходни во моментот на гласање, пошто ние сега ќе договориме 5 јули, на пример, и на 24 мај ќе биде се окей и после може да имаме зголемување базирано на ифтарските вечери. Исто сега имаме на зголемена движење за зголемена мобилност каде од населението. Значи ние не можеме да гарантираме дека кривата ќе биде надоле цело време, како што ние во Германија не може тоа да го меѓутоа само е важно лидерите да дадат сврста посветеност. Дека нема да има по 50 души партиски штабови. Ако е ситуацијата таква, ако е опасноста минимална, окей, нека се дозволи групирање до 10, групирање до 50, пошто можеме да имаме разработени... Дали Спасов имате идеја, ве сте работели на кампањи, дека тоа навистина може да се дисциплинира? И сами рековте и двајцата дека ние имавме установено коронавирус во земјава,
почна и покрај тоа почна да се одржуваат митинзи во затворени простори и слично. Значи, некако и кај партиите психологијата е ако не е казниво и ако не е рестриктивно, тогаш е дозволено. Јас ќе се навратам малку само на ова претходно. Мислам дека и целата пандемија функционираше, менаџментот функционираше добро до моментот кога не се примети дека има некаков тип на несогласување или не менаџирање од страна на МВР за следење на она што е насока. Например, нагло МВР по своја лука престана да казнува, престана да ги води преку ден да ги спроведува мерките. Например, треба да има казни за неносење на заштитна опрема, нема, треба да има и така натаму. Значи нешто што дополнително претходно држеше и како, значи ја држеше ситуацијата под контрола. И се плашам дека еден ризик кој што постои тој дека заради во моментот кога почнува таа настанува политичката битка, веќе заради техничката влада и така натаму, веќе почнува да се отстапува од нешто што претходно било заедничка заложба, односно сите институции подеднакво го спроведувале. И од тој аспект мислам дека договорот е многу битен, меѓутоа е многу битно некој тоа да го контролира, затоа што ако никој тоа не го контролира, реши никој да не контролира, например, дали има спроведување во маркети, со тек на време, јас во ред, меѓутоа мора да има некаков механизам, бидејќи јас упорно верувам дека има совесни граѓани, има луѓе кои што почитуваат мерки, има многу голем број на луѓе кои што не го прават тоа. За таквите треба да има контролен механизам, како што има контролен механизам и во секојдневните операции, односно против криминал, против прекршоци и така натаму. Меѓутоа, сами го спомнавте МВР, таму апсолутно се гледа политичката битка помеѓу сакам да кажам, што е до Куманово. И двете страни. Да, значи исто партиска битка. Значи Куманово беше сличен проблем кој што нагло од да речеме од реално битка за овако се претвори во некаков тип на политичка реторика која што воопште не беше потребна во да речеме во тој период. И точно, јас мислам дека мора да има контролни механизми, мора да се договорат за каков тип на контролни механизми и казни ќе следат, и тоа истото да се спроведува за да може реално да постојано има информација во едноста дека ова се контролира и луѓето и оние кои што го организираат, тој кој се дел од процесот да се придржуваат до тие мерки. Иначе може да влеземе во состојба во која што се што е договорено нагло се тргне на избори. За политичките партии и кампањите. Зборувам дека на тоа мислам, на тој процес. Значи на тој процес, не зборувам сега за зборувам и за тековниот процес на контрола. Значи се е прашањето ако одредиме датум за избори, дали датумот за избори ќе повлече промена на однесувањето на политичките чинители. Да, меѓутоа и ова е факт дека имаме ведно Министерство за внатрешни во кое јасно се гледа политичките разлики и колку вие се сложувате со тезата или не, дека тоа и на терен се покажува, да речеме од една страна неказнивост, дозволување на литијата, во струга да ги дадам неколкуте примери. И политичка борба преку политичката борба преку Министерството за здравство. Значи ја исклучително го ценам напорот на министерот Филипче и мислам дека во дадениот контекст релативно многу добро ја врши работата во дадениот контекст на здравствен систем таков каков што имаме, сите знаеме јавно здравствен систем каков ни е. Значи имаме став на државата дека не ги признава тестовите од Систина, кој не знам зошто е таков. Јас по случајно сум доктор по медицина дипломиран, така да малку разбирам. Тестови не ги признава. Од Систина серолошките? Серолошките. Нормално не ги признава бидејќи тие не може да влезат во статистиката на заболени. Ама за Максо го признава. Не е точно. Тоа е ПСР. Значи излезе директорката на инспекторатот и потврди дека Максо имал позитивен тест. Каков позитивен тест? Серолошки. Серолошки точно. Да, ама кога за Максо требаше да се извинувам што го викам по надимак, градоначалникот на Куманово требаше да се потврди дека бил позитивен, пошто не излезе со стави дека направена е разлика меѓу тоа дека е серолошки и ПСР тестови и тука ги разликуваат, само а ги ставаат во извештајот конечен. Не сте ги проследиле. Воопшто тој неговиот тест не беше незиното излагање не беше во контекст да се докаже дека он бил позитивен, него да се докаже дека е можно во периодот некогаш претходно, тврдење кој што он го тврдеше да бил во контакт со вирусот. Он тврдеше дека не бил заболен, односно дека нема шанси да бил заболен за толку кратко време, а серолошкиот тест не може да се покаже на тестови што државата не ги признава. Не, како не ги признава? Државата не ги користи за водење на дневна статистика. Нигде не ги става. Извештај ги ставаше како серолошки тестови. Како и да. Добро. Значи нема, меѓутоа студирите политички колку влијаат на целава состојба. Студира во МВР и локалните судири, на локалната власт и на
Затоа што очигледно контролата не може да се држи вака. Не, ама има и обратни случаи. Во Буниште е класичниот пример. Значи на 13 март имаше јасни сознанија дека луѓе од Буниште имале контакти со луѓето од ДБ. Да, и имаше смртен На случај. 14 март има следба на полицијата со старешините, главешините, не знам, председатели на местни заедници од 5 села во Буниште. Има записник од таа седна. За да се согледаат јавно здравствените и епидемиолошките предизвици. До 26 март немаше ни еден тест во Лобониште. Зашто да има тест во Лобониште? Значи, тестирањето Затоа се што правеше по индикација. Зашто сите 50 заразени се во Лобониште. Добро, во јас добар е податокот дека сте доктор и сега со оглед на тоа дека во ситуацијава сте сепак аналитичар, не би сакала да навлегуваме во епидемиолошки анкети. Ова е јас генерално мислам дека не се извршија можеби сега прашањето како може да има следба на полицијата на 14 Да, до крајот на месецот да нема индикација до 26 март за правење тестови и не, првиот ден беше дента пред умежената од првата почината во Строга. Нема врска средбата на полицијата со индикација, значи индикацијата на тестирање се прави спрема алгоритам. Сметате дека и тоа е политика, дека се нема врска тоа. Буништа од тестирање намерно? Не, значи има некоординација. Или вие подпрашам. Меѓутоа не координација, јас повторно. Не координација со политичка мотивација се две различни работи. Значи само повторно ќе се вратам на МВР. Нели сметате дека во моментов има навистина она што се случува во МВР, да било да е извини Никола, ти сметаш дека јас сум многу добро информиран Клеговски, многу сум влезен во работата за тоа да кажам. Контакт. И до 26 нема ни еден тест, на 20 не почина човек. Значи, нема тест. Значи, кога некој лице е заболено, си има протокол алгоритам. Значи, тие луѓе веднаш му се прави епидемиолошка анкета, одат во изолација и се чека индикација дали луѓето дозволени се. Значи, два пати сум тестиран, дозволи, два пати сум тестиран. Значи, јас зборам како негативен само да кажам, Клековски, да не мислат гледачите. Значи, еднашка во почетокот на март, еднашка во април сум тестиран за да случаи во моја непосредна близина. И многу добро го знам и алгоритмот, и приватните болници се. Па каде тука го гледате проблемот на овој случај? Ако на 13 бил лоциран болен, односно диагностициран, истиот му се прави по сите цело време 3 месеци истото се прави, му се прави анкета и се гледа со кој бил во контакт, луѓето се изолираат, не се тестираат, се изолираат и се чека дали ќе развијат значи симптоми, а потоа 14 дена се во карантина, потоа им се прави. Па добро, бидејќи навлеговте во работата на епидемиолозите, да. Значи ви го тврдам бидејќи го следам многу добро. Јас ќе се вратам на прашањата за изборите, веднаш по рекламите, ќе дискутираме и за рейтинзите кои како стоја рейтинзите пред кризата со коронавирусот, а до сега се има појавена само една анкета која покажа многу сличен резултат во рамките на статистичка грешка. Пауза за реклами, продолжуваме со студиото. Факт е дека не можеме да ги избегнеме и дебатите околу тоа како се вршеле тестирањата, какви биле алгоритмите и што се случувало во изминативе денови. Меѓутоа сепак како политички аналитичари Спасов пред да почне корона кризата, една од последните анкети беше таа на ИРИ на 16 март, која даде 1% повеќе за СДСМ, мислам, покажа анкетата, а деновиве беше од уште една анкета презентирана, мислам на Market Vision, каде што е за 1% ВМРО ДПМН е во предност. Сите анкети пред корона кризата покажува дека резултатите се во рамките на статистичка грешка, а сметате ли дека корона кризата ќе донесе или донесе одредени поместување со оглед на тоа што се уште не се почнати анкетите, а потоа ќе разговараме дали и како ќе се спроведуваат во едни вакви околности? Мислам дека корона кризата од аспект на промените во јавното мислење кои што ги донесе, тоа е дека во време на оваа криза луѓето малку ја вратија довербата во институциите. Не малку, него ја вратија сериозно довербата во институциите, особено заради добриот менеджмент кој што неспорно се покажа во повеќе анкети и така. Натаму и задоволството тоа како се менаџираше кризата и како се менаџира кризата. Враќањето на довербата во институциите по дефолт може да значи доверба кон владата и партиите кои што ја предводат владата, иако сега во момент имаме влада која што нели техничка, меѓутоа е мнозински предводена од СДСМ. И од тој аспект, значи, ако тоа така остане и ако целото тој процес заокружи успешно, тоа може да биде на некој начин ветер во грб за партијата на власт, односно некои што го менаџирале
тоа. Можеби затоа сакаат побрзо да има избори. Можеби една од причините за која што смета дека може да придонесе тоа што сега на летото може да тоа да биде нели една од картите на која што ќе се игра. Значи апсолутно јавното мислење тешко се менува во нормални услови. Тоа е прилично инертно и со обична кампања кога нема тектонски промени во состојбите во земјата, главно многу малку кампањата менува. Меѓутоа во ваква состојба и така во услови на голем страв, промена на начинот на живот и така натаму, може да се случи да помогне или многу да одмогне ваквата ситуација, односно да го однесе јавното мислење на едната или другата страна. Имавме ситуација со баш мислам втората кампања на Обама, каде што беше тој ураганот и така натаму, каде што он со добриот менеджмент доби во таа сојузна држава или во тие две каде што беа погодени и така натаму. Така да апсолутно големо влијание ќе има, меѓутоа како целата работа ќе се заврши и со кои прашања ќе се отиде на избори, исто така ќе зависи. Значи клучното е кој ќе биде наративот, значи на кое прашање ќе одговараат гласачите кога ќе гласаат. Кога ќе гласат, од друга страна, ако се вратила довербата во институциите и со тоа се дава предност за техничката влада на СДСМ, сепак економската состојба ќе е толку тешка и рецесијата и вие сам спомнавте, што па од друга страна дава предност за опозицијата и верувам дека ќе одат на таа реторика. Значи Никола збори за еден сегмент од јавноздравствените институции. Јас повторно ќе кажам, значи познавајќи во какво расува јавното здравство, не е дека знаеме во каква состојба е македонското јавно здравство, резултатите не се повеќе од многу добри. Од друга страна, ние сме последна земја по економските мерки и упорното повторување на представниците во власта дека имаме супер мерки само дополнително создава нервоза, и тоа не е веќе прашање само на бизнисмените, туку на сите чинители во приватниот сектор. Значи, ако проблемот е таму суштинскиот пристап, дали сакате да ги олесните пристапот до мерките или да го отежните. Например, во Германија за помошта за самовработени превојувањето бил по имейл. Исплатени се на 31 март средствата. Во Америка индивидуалната помош од $1200 по човек е исплатена во април, вклучувајќи на македонски државјани кои имаат Social Security Number, пошто биле на work и travel во Америка. Зошто е тоа направено со такви грешки? Затоа што таму пристапот е дека е битно брзината на помошта да стигне до 90% од тие што се засегнати, а дека овие 10% ќе ги најдат после. Веќе, пошто знам... Да, кај нас такви мерки веднаш не беа испорачани. Значи, ние до завчера се расправавме кој ќе добива, кој нема да добива. Системот на УЈП од 3 мерки за 2 мерки беше нефункционален. Денес добив информација дека веќе почнале да стигнат одобрување на фирмите, ама ние сме сега 11 мај. Значи, збориме за битно доцнење и на тие малку мерки, пошто имаше некоја статистика, не знам дали е релевантна, дека ние ќе извоиме 0,2% од БДП-то во мерките, што после Белорусија е најниско во Европа. Ја не знам и дали ние имаме финансиски можности за повеќе, но мислам дека таму се направи малку и нема јасна политика што ќе се заштитува. Дали ќе се заштитуваат работните места или ќе се заштитуваат невработените, пошто или на едната или на другата страна. Факт беше и што ќе се заштитува. Дали ќе се даде ветер во грб на приватното стопанство или пак од друга страна беше дилемата што со администрацијата која во најголем дел била дома и не можеше да оди на работа, а ја зема истата плата, да не ги спомнувам функционерите и студентите. Мислам дека ја правам разлика меѓу седење дома и неработење и работа дома. Во најголем дел од активностите во која сум склучен од 11 март другите работат од дома, ама вие сте во приватен сектор. Па јас знам и во администрацијата луѓе што работат од дома, знам луѓе во банките што работат од дома. Значи ја не би ги дисквалификувал, пошто за мене има разлика работа од дома и седење дома. Да, меѓутоа направи разлика приватните сопственици, особено овие што се на ресторани и загрозени категории, дека тие апсолутно не можат никако да работат. Да, значи ние имаме луѓе што седат дома и не работат. Мојата критика на намалување на платите на другата страна беше од аспектот на јавна потрошувачка. Значи, ние сме соочени со намалување на
си извинам, на јавната, на општата потрошувачка. Ако и дополнително се намалуваат платите во администрацијата. Значи, јас сум за тие што не одат на работа во јавна администрација, ама не работат од дома, туку не работат воопшто, да имат исти третман како што во приватниот сектор се работниците што не работат. Да се најде некој пакет за нив. Мислите ли дека оваа колебливост на вистина може да ја чини СДСМ на избори, затоа што факт е дека ВМРО ДПМН предпоставувам дека значи кога се направи реструктурирањето во техничката влада во економските ресори, СДСМ не очекуваше дека ќе има корона епидемија и мислам дека тимот не е дораснат животно и работно да што е спротивно од јавноздравствената ситуација, зашто збориме за луѓе со голем и животен и работно искуство. Не се дораснати на ситуацијата, има многу колебања. Многу нејасноти, многу доцнење на помошта. Се сеќавате на првите одобрување на кредитите од Македонската банка за поддршка, клучен проблем беа потврдите од УИП за платени даноци. Па требаше 2 недели да помине, па да се бара решение како да се надмине тоа. Спасов, дека колку ова ќе ги чини економскиве мерки и неколебливоста, доколку одат и на брзи избори СДСМ, затоа што сепак овие забелешки постојано беа критикувани од јавноста, медиумите, од приватниот сектор кој постојано укажуваше, стопанските комори и слично. Јас сега во моментов би сакал да имам некаков увид, како што имаме увид во задоволството од здравствената криза, каков е и во тој дел, и верувам дека се согласувам во голема мера дека имаше поголема конфузија во однос на тоа. Меѓутоа, од сега ќе зборувам како некој што мислам работел на избори, задоцнетоста ако стигне на време и стигне за време на избори, односно почна таа исплата и почна да се осеќа дека едноставно пари влегуваат назад и започне тој процес на враќање на парите кон фирмите, кон овие што се невработените, сега се спомнува некој трет пакет мерки кој што ќе биде насочен кон граѓаните. Да, непримерно е во кампања тоа да го прават тогаш да стигне да го истемпираат, да стигне. Сега разговараме за ефикасност, не зборуваме за значи можеби голема, ама навистина е. Да, ама сега тоа го анализирам. Да не речам неморално. Да, ако анализираме морални работи и политика, тоа е друг муабет да правиме, ама сега анализираме какви може бидат ефектите. Ако ефекти до избори нема од тие економски мерки, секако дека може да се одрази многу негативно. Затоа што нема да биде доволно да кажете само дека сте изменажирале добро здравствена криза, бидејќи на крај крајва луѓето кои што не се разболели, не ги осетиле ефектите од здравството, ќе речат нема леп. И во тој случај да. Прашање е дали до тогаш ќе има ефекти економски, дали реално ќе се осетат тие средства кои што се планираат. Ако има, и ако до тогаш се надминат тие недоразбирања, тие процедурални проблеми, УИП што го спомнавте, и почна таа работа да оди, можеби може да се искористи како да почнавме, ветивме и го реализираме. Значи, се затоа кажав, се е тоа во какви услови ќе се одвива изборите, каква ќе биде тогашната состојба и кои ќе бидат клучните пораки. И втора работа, што сега во овој момент го ја подзаборавивме, не мислам дека опозицијата во овој момент како главен наратив ќе го тера коронавирусот, бидејќи знае дека од аспект на здравство ќе биде тешко за напаѓање, од аспект на економија има простор за напаѓање. Меѓутоа како ќе го зграбат моментот со Бугарија и со името кој што ќе им дава единствена можност да се вратат на својот изворен наратив кој што го немаше, кој што исчезна, заедно со двата клучни, значи двете клучни точки на напад на кои што они ги претходно го држа јавното мислење на своја страна и генерално успева да доминираат во јавноста се темите на името, национализмот и тема и нормално. Тоа е реалност, тоа се случи со бугарските власти. Да. Дали се отвори може дека македонските политичари тоа го прават. Ставот на бугарската академија на науки. Не почна приказната за тоа тука и од опозицијата, туку почна Бугарија. Јас кажам дека го искористија, нема да испуштат можност да го искористат и да го вратат. Тој значи целосно тоа што се случува нормално бугарите Нема гледам воопште не намерам да влеземе што е национализм. Не дискутирам за тоа, Сашо. Значи јас кажувам, сега анализирам што нив би им била изборна стратегија, да не навлегуваме за тоа пошто стварно не е тоа темата. Значи ми се случи, го има, постои и они ќе го искористат и многу повеќе би го сакале тоа како тема, отколку да речеме овие нормално засилено и со економските теми, бидејќи секогаш тие се тие што носат
исто така гласови. Клековски може ли да превагне темата со Бугарија со јазикот и економските недоследности, да кажеме, наспроти успешноста во кампањата на која би одела СДСМ за коронавирусот? Токму тоа причини не сум среќен со брзи избори. Кога сите ја фалат Германија за успешноста во справувањето со пандемијата и рецесијата, сите го фалат непартискиот, аполитичкиот пристап воспоставен од врвот, од Меркел надолу. Може би затоа што Меркел знае дека веќе нема да оди на избори, нема да биде избрана, може би затоа што германскиот модел сепак дава малку поголема стабилност и можност за кроспартиски соработки и заеднички одлуки. Меѓутоа, мислам дека одење на избори ќе не турни во вообичајниот жар на расправа и ќе не ги тргне умовите и од локдаун и од пандемија, од свеа, може би нема да биде момент. Зошто не можеше нашата техничка влада и двете партии, она што го направила Германија да бидат аполитички, па особено и опозицијата, да докажат дека во моменти на ваква криза мора заедно да делуваат, да соработуваат, да нема политички подметнувања, да не ни се случуваат работи како што мојот печаток дека тоа функционираше до Великден некаде. Тоа функционираше до првиот момент до кога не почнаа изборите да затоа што секој спротивно гласување мислам дека носи голем ризик кај било која политичка партија. Слободно може да каже перцепцијата мене како граѓанин од почетокот од март од кризата до средината на април беше прилично хармонична. Да, имаше критики и напади од ВМРО-ДПМН околу економските мерки, ама добро, имаше дневна политика која што беше многу во сенка нова, или институциите функционираа синхронизирано. Значи имавме една ситуација на одлична соработка помеѓу министерот за внатрешни и заменик министерот за внатрешни, барем на почетокот, која верувам дека и сега се одвива, меѓутоа под политички притисоци на едната или на другата страна, во јавноста се случува нешто друго. Имавме искуство и од 2001 година, каде што имаше техничка влада за време на кризата во 2001 година. Еве, за крај, погубно ли е за било која политичка партија, ако скршне од тоа дека приоритет мора да биде, сите велат, здравјето на луѓето, меѓутоа ако сето ова го искористат за политички поени и препукувања, да добијат минусно салдо на изборите. Апсолутно. Јас сум убеден дека целиот капитал кој што може да го стекнете во ваков случај може целосно да ви отиде во спротивна насока и да го изгубите, и не само да го изгубите, него дополнително да изгубите на само во првиот момент кога ќе почувствуваат граѓаните не се наивни. Без разлика колку и да сметаме, многу добро знаат да препознаат во кој момент се почнува да се калкулира со здравјето, во кој момент има други интереси. И апсолутно им порачувам на партиите и сметам дека тоа е прво исправно како национална стратегија, како исправна политика, а второ и одделот на изборен консалтинг дека сето она што сме го добиле и како партии, како поединци, може многу лесно да се изгуби само во првиот момент кога ќе почне да се калкулира. Значи, апсолутно без разлика кој треба да биде исходот и договорот и така натаму таа лидерска и кога да бидат изборите, повеќе ќе добијат и тогаш отколку доколку тоа биде избрзано и силено и потоа добиеме нешто што одеднаш луѓето приметуваат дека го изгубиле или таа доверба која што ја стекнале претходно нагло изгубат, а има доверба, де факто се створи кај голем дел од луѓето на задоволство на доверба дека конечно се покажавме како држава. Имаше и транспарентност, можам да кажам, имаше голема транспарентност, имаше и така натаму. И од тој аспект, значи апсолутно правилна изборна стратегија би била изборна стратегија која што ќе го има во предвид јавното здравје. Таа е правилната изборна стратегија, во момент биќе све спротивно на тоа, ќе се одрази некако после тоа во Клековски, вашата порака во однос на тоа како да не се злоупотреби ситуацијата или пак да не се оди во минусно салдо заради непочитување. Имаме предизвик јавноздравствен и економски кој нема да замине набрзо и треба да одмериме кога да има избори, а да то не го одвлече вниманието и ресурсите од јавноздравствениот и економскиот интерес, бидејќи ќе биде исклучително тешка година. Лидерите треба да најдат еден оптимум каде ќе се пресечат овие три различни фактори и да донесат одлука за избори во момент кој ќе најпогодно во однос на подолгорочното справување и со пандемијата и со рецесијата. Реален датум за вас кој би бил? Имајќи во предвид дека има критериум. Значи, ако ги поставиме критериумите како што треба, ја би додал 1-2 пуст за да видиме сигурни дека имаме двонеделен тренд
на намалување. Првиот момент од тоа да, меѓутоа како што спомнав, со една цврста посветеност. Нали, действата од партиите дека нема да се толерира кршење на протоколите што ќе бидат неопходни. Значи ние можеме на 24 мај да речеме се оке одиме на 5 јули, ама на 15 јуни да се случи нешто. Ние не ќе можеме да постојано да ги откажуваме изборите, ама мораме да имаме цврста посветеност. И сценарија, симулации за спроведување на избори во различни Дали за вас 5 јуле е некој можеби таков датум до кој што би можеле? Ќе мора да почекаме. Јас мислам дека ова што многу е тешко сега да се каже. Иако јас сметам дека одлагањето на изборите до недоглед е исто погрешна стратегија. Тука се сложуваат и двајцата. Апсолутно, видете, факт е дека има сериозни информации кои што укажуваат на тоа дека во септември може да не биде ништо подобро од сега. Така, значи не може во недоглед да не. Ние не можеме дека цело лето е достапно. Да. Затоа што некој рече предгодишните одмори. Ова година нема да има годишни одмори. Така да јулиеве може да речеме дека може да се избори. Меѓутоа и ова се согласувам, апсолутно јас пак ќе кажам дека не треба да ги поведе политичкиот жар партиите, него треба да има одредени правила, особено бидејќи тие се пак во интерес на јавното здравје и кои што ќе критериуми кои што ќе мора да се задоволат и заштитат, за да можеме да отидеме на избори. Затоа што ако почнат тие да ги кршат, ако влеземе во една хаотична фаза, ќе биде катастрофа. Од аспект на тоа што многу луѓе може да не гласаат, да бидат разочарани од менаџментот и од начинот на кој што сето тоа. Факт е дека ако политичките партии што ги назначиле министрите во техничката влада ги слушаат министрите своји, а не министрите да ги слушаат политичките партии, затоа што ВМРО ДПМН има министар за внатрешни работи и од СДСМ е министерот Филипче, тогаш се надевам дека ќе биде добро за граѓаните и дека ќе превагне одлуката на комисиите за заразни болести и сето тоа. Ви благодарам што бевте дел од оваа дебата и анализа. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.